Добро вечера, сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 до 65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Како што можете да видите од најавата, почитувани гледачи, вечерва следува интервјуто со Бранко Цренковски или лидерот на македонската опозиција, и тоа на три теми. Како прво, како без пари, како без медиумска подршка и како во услови на такво очигледно кокетирање на меѓународната заедница со владата на Република Македонија, опозицијата планира да победи на следните локални или евентуално на предвремени парламентарни избори. Како второ, дали власта со помош на Владо Бучковски или со помош на тие удбашки методи, како што кажа самиот Бранко Цренковски, планира да ја разнебити македонската опозиција или таа здружена опозициона коалиција. И како трето, како сите тие проблеми, Бранко Цренковски планира да го исполни своето ветување дека на следните локални избори на советнички листи ќе има еден глас повеќе од коалицијата на Никола Груевски. Господине Цренковски, се сеќавате ли кога последен пат се да сам победил на избори? Да, се сеќавам. 2004 година на председателските избори, кога јас бев кандидат за председател на државата. Сега сака да ја номинира ЦДСМ за Нобелова награда за мир. Никого не сте победили на избори 6-7 години. Мислам дека ќе сгрешат, бидејќи веќе во март имаме намера да го победиме овој режим на Никола Груевски. Како ќе победите? Ако немате пари, ако немате медиуми, ако немате меѓународна подршка? По сите три прашања стоите многу лошо. Во основа сте оправо, не до крај. Значи, прво, сите ресурси се на страната на власта, која што бескрупулозно ги користи, тие имаат пари, и буџетски, и украдени, во изминатиот период кој што може да ги употребат, ги злоупотребуваат институциите, имаат поклопено буквално све медиумската сфера, бескрупулозни се во битката против опозицијата. Има еден фактор кој што не го земаат во предвид, тоа е народот, граѓаните на Република Македонија. Господин Цренковски, за партија која ги дала сите концесии за национални телевизии и за партија која обвинува на 20 години дека створила олигархијата во Македонија, вие се кажувате дека немате ни медиуми, дека немате ни пари. Точно така. Не ли е тоа пораз? Не е тоа пораз, партија, не на политика. Не на политика која не успеала да направи одредени механизми на 10 години своје владење, како може да се спротистави нова влада? Затоа што една партија и не треба да ја злоупотребува власта за да прави механизми за трајно останување на власта. Ако една партија на вистина се води од начелата што е добро за граѓаните и што е добро за државата, во тој случај, како што тоа го правеше Социјалдемократскиот сојуз, наша основна цел беше да се направи либерализација на медиумскиот простор, не да го поклопуваме или да купуваме наши медиуми, да ги уценуваме и да ги држиме под притисок. Само да ве потсетам дека периодот кога се множеа отвараа нови телевизиски станици или нови печатени медиуми во Македонија е период кога СДСМ беше на власт. Периодот на Никола Груевски е период кога се затвараат медиуми. Добро, господин Цренковски, 2011 година Груевски го добива тој голем кредит од ММФ и на некој начин ги корумпира изборите, меѓутоа ги добива изборите. Без малку 10 дена пред одржувањето на предвремените парламентарни избори ги поклопува и ги покрија сите дупки што ги има во буџетот, ги исплаќа сите субвенции, алиментации и без малку се прошетува на тие избори. Сега се најава нов кредит од Светската банка, иначе во 2 години или во 2,5 години вие имате два кредити кај што меѓународната заедница му фрла гума за спасување на Никола Груевски и го носи во една предност да може да ги добиете избори. Зошто меѓународната заедница му фрла гума за спасување во 2 наврати на Никола Груевски? Пред да одговорам директно на вашето прашање, ќе одговорам. Прво сакам да кажам дека Никола Груевски и неговата влада се позајмуваат буквално од кај ќе стигнат, не само од ММФ и Светска банка. Се позајмуваат и земаат кредити од Европска инвестициона банка, од Европската банка за обнова и развој, од комерцијални банки по високи камати, се задолжуваат на домашниот пазар со хартија од вредност. Со еден збор, Македонија денес се наоѓа во периодот како Грција пред 10 години. И ако нешто не се смени, ќе завршиме како Грција сега. Што се однесува конкретно до вашето прашање, се разбира, постои дилемата зашто Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во предизборен период одобруваат средства, а самите се свесни дека не се трошат за некакви инфраструктурни објекти или за подобрување на економската клима во државата, туку во најголем дел за непродуктивни трошоци. Одговорот треба го дадат тие. Она што јас можам да го протумачам, врз основа и на некои информации што ги имам, дека дел од меѓународниот фактор по кој знае кој пат дозволува да биде излажен од Никола Груевски, како што тоа беше после 2008 година и самитот на НАТО во Букуреш, како што беше 2011 година, на тезата само ако победам и добијам 4 годишен мандат пред себе, јас ќе го решам спорот со Грција. Предпоставам дека и овој пат е можно едно такво сценарио.
Што се случува на крај? Парите се трошат, Македонија останува задолжена, Македонија станува недемократска држава, а во исто време спорот со Грција стои во место. Добро, може ли да се направи одредена анализа дека меѓународната заедница може би посакува Никола Груевски да е на власт и дека затоа му ги дава тие пари? Тоа би било лошо за Македонија. Не знам што би било лошо за Македонија, но ако ги анализираме потезите на меѓународната заедница веројатно има своји амбасадори овде, гледа што се случува во Македонија. Дневно на работната маса ги имате извештаите од Македонија. Значи тоа не се неинформирани луѓе, а сепак тие исти луѓе креват рака за така големи кредити за Македонија. Да, некош не сте го поставили прашањето дека меѓународната заедница можеби посакува Никола Груевски да остане на власт во Македонија. И како во таква ситуација СДСМ може да го порази тој Никола Груевски кој што велите во март на следните избори? Прво не верувам во таа теза, али еве да ја земе да продискутираме. Има едно добро намерно кон Македонија тумачење или одговор и едно злонамерно. Злонамерното би било дека токму Никола Груевски е најголема гаранција дека Македонија никогаш нема да стане членка на НАТО и Европската унија. И оние земји членки на двете структури кои што се скептични кон проширувањето на пример на Европската унија, едноставно посакуваат ваква власт да остане и во иднина. Зошто, како, кои сценарија ги планираат во наредниот период со Македонија и со овој регионот, во овој момент можеме само да претпоставуваме. Добронамерното толкување на целата работа, и тоа сме имале прилика често пати со некои представници на меѓународната заедница да го слушнеме, е дека добро е за државата тој кој што се продава како најголем патриот да го реши спорот со Грција. Добро е за стабилноста на државата. Впрочем, ако ги погледнеме примерите во Хрватска, каде што токму ХДЗ го постигна компромисот со Словенија, или она што сега се случува во Србија, каде што токму наследниците на радикалната партија и на СПС на Слободан Милошевиќ денеска влегува во директни преговори со Косово и како што велат, време е да се постигне историски договор за Косово. Значи, можно е по таа иста логика да се водат и кон Македонија. Што е проблемот и грешката во таа логика на меѓународната заедница? Во меѓувреме, прогледувајќи му на Груевски, низ прсти за газењето на демократијата, за уништувањето на економијата, за уништувањето на независноста на судството, на медиумските слободи, очекувајќи еден ден да го реши спорот со Грција, Македонија е дупло гола. Нити има решен спор со Грција и деблокирани евроатлантски интеграции, а во исто време назадува по сите други параметри. Господин Сенековски, на 23 август ви имате средба со Филип Рикер. После таа средба вие давате одредена изјава за медиумите и во таа изјава имате одредена реченица, која за мене е многу индикативна, а велите дека сте разговарале нели за евроинтеграциите на Македонија така натаму и така натаму, но сте разговарали за некои процеси кои се случуваат во регионот, а кои без сомнение треба да ги имате во предвид, проектирајќи ги нашите политики во наредниот период. Мислите на политиката на СДСМ, но претпоставам дека мислите на политиките на другите политички партии. Не повеќе мислам на политиката на Република Македонија. Што сте разговарале со Филип Рикер, што е толку битно регионално, што вие треба да го предвидите во политиките на СДСМ или владата во своите политики, дали е тоа можна дестабилизација на регионот, дали ви можеби СДСМ очекува дека може да дојде одредена дестабилизација во Косово и на фонот на таа дестабилизација да дојде одредено ново прегрупирање на силите на политички план во Македонија, обвинувањата до Бранко Царенковски, значи генерално се секогаш дека најдобро лови во матно, дека секогаш најдобро плива во такви матни ситуации или дека најголем шахист на македонската политичка сцена, дали ова ваша реченица или полуреченица може да се стави во еден таков контекст? Не. Изнакажавте многу работи, освен првото прашање, се другото е небулоза. Да, значи, вие што изјавувате како може да е небулоза? Велите регионални политики кои без сомнение треба да се имат предвид проектирајќи ги нашите политики, нашите велите. Така е. Тоа е начин на СДСМ, вие не зборите име на државата. Република Македонија. Вие не сте представител на државата, вие сте лидер на опозицијата. Океј. И на СДСМ и на државата. Добро. Дозволете, да. Значи, во последните 7 години, откако Никола Груевски е премиер, а ВМРО ДПМН на власт во Република Македонија, генерално се промени регионалниот контекст. Се е поинаку, освен во Македонија. Во Македонија, што се однесува до евроатлантските интеграции и меѓународната позиција на земјата, ние стоиме во место или се враќаме назад. Сите други направи исчекори напред. И тоа е нешто што мора да се земе во предвид кога се креира политиката и на државата, па и на Социјалдемократскиот сојуз или било која политичка партија. Неколку примери. Само до пред 6-7 години, кога ние ќе речевме дека македонските албанци ќе бидат први албанци кои што ќе живеат во земја членка на НАТО и Европската унија, тоа беше факт и сите го признаваа како вистина. Денеска работите се сменети. Албанија стана членка на НАТО.
Косово стана независна држава. Хрватска е веќе членка на НАТО алијансата. Србија очекува датум и ќе го добие најверојатно за почеток на преговорите. Црна Гора, која што не постоеше како независна држава во моментот кога ние станавме кандидат за членство во Европската унија, ги почнува преговорите со Европската унија. Ние, што сака да кажете? Сакам да кажам дека блокадата во евроатлантските интеграции покрај сериозните последици во делот на економијата, демократијата, правната држава, развојот на граѓанскиот сектор представува голем генератор на криза или ризик и за меѓуетничките односи во Македонија. Реперот за споредба каде се наоѓаат на етничките албанци во Македонија е радикално сменен. Тврдам дека подолга трајна блокада на евроатлантските интеграции ќе ги влоши меѓуетничките односи, уште повеќе, затоа што главната пречка за деблокирање е поврзана со историјата и идентитетот на македонците, а не на албанците во Македонија. Само наивна власт, или, да не речам злонамерна власт, ќе замежи пред фактот дека за клучното прашање за едината на оваа земја постојат диаметрално спротивни, огромни диспропорции во определбите на македонците и албанците. Тоа е нешто што ако се подцени како проблем ќе ни се отчука од глава. Господине Црнковски, значи пред 1,5 година имаше избори во Македонија. На тие избори победи Никола Груевски во македонскиот дел и победи Али Ахмети во албанскиот дел. И тие две доминантни партии во македонскиот и албанскиот дел прават владата на Република Македонија. Ако постои такво незадоволство во државата од тие меѓуетнички односи, од назадување во ЕУ интеграциите и НАТО интеграциите, веројатно немаше согласа за тие две партии. Што да ми чекор понатаму, Али Ахмети пред 10 дена дава изјава дека ако се решава косовското прашање, така како што нема да бидат задоволни албанците, дека можна нова дестабилизација во регионот. Вие значи се велите и ово го повторувате во континуитет, дека ако не се стане брзо членка на НАТО и ЕУ, дека албанците ќе бидат нервозни, дека е можно влошување на меѓуетничките тензии. Зарем ви се малце те обвинувања изминатите 10 години, дека Бранко Црнковски и Али Ахмети ја направиле војната. И повторно влагате во едни такви експликации, такви елаборации, такви објаснувања со меѓуетничките односи. Ова политика на Никола Груевски дојде на власт на економски прашања и ќе се замине од власт на економски прашања. Мислам дека влагањето во такви води ја прави доста кревка и доста ранлива СДСМ да ве обвинува дека постојано работите на штета на државата, сакајќи пред време се вратите на власт. Значи, во сите прашања и тези што ги поставивте се лоцирате или фокусирате што е добро или што е лошо за СДСМ. Јас чувствувам одговорност и како председател на Социјалдемократскиот сојуз, и како поранешен премиер, како поранешен председател и како човек, како Бранко Црнковски, да го кажам што е добро, што е лошо за државата и за овој народ. Тоа што одредена политика на одредени избори, можеби и на неколку кратни избори последователно победува, не значи дека е добра за државата. Земете го примерот на Милошевиќ. 12 години владееше со поддршка од граѓаните. Тој не ги фалсификуваше изборите, освен последните, па беше срушен од улица. Тоа не значи дека политиката на Милошевиќ беше добра за Србија, што впрочем и се покажува денес кога сите, буквално и неговите наследници, се откажаа од основните постулати на неговата политика. Она што денеска го прави Лукашенко во Белорусија, победува на избори. Тоа не значи дека неговата политика е добра за Белорусија. Прашањето е само кога и во кој момент граѓаните на таа земја, народот на таа земја, ќе се соочи со последиците на таа погрешна политика и кога ќе се реши да се спротивстави. Уште повеќе, таквите сигурни победници во повеќе наврати на изборите не секогаш завршуваат славно. Прво за себе, а потоа и со последици за државата. Господин Црнковски, вие сте лидер на СДСМ. И тие 370.000 луѓе кои пред година и пол дена гласа за вас, од вас очекуваат одговор како ќе победите на следни избори. Не. А не се извинам. А не колку е штетна политиката на Никола Груевски, не се извинам. Па тие гледаат колку е штетна политиката на Никола Груевски. Тоа што тие го очекуваат од Бранко Црнковски. Како после најголемиот митинг кој го направивте пред 3 недели, последните 5 години, 50 до 70.000 луѓе излегоа на Скопскиот площад, тој очекуваат одговор од вас. Како Бранко Црнковски во март на локални избори, можеби ќе има и предвремени, не знам, но на локални избори ќе има еден глас повеќе од Никола Груевски. Како влада Никола Груевски тие луѓе си кажа? Прашањето е како вие ќе победите на следни избори и тоа го очекува јавноста од вас и го очекува вашето членство. Океј, ја мислам дека е погрешно поставена тезата, бидејќи ова се што го кажавте важи и функционира во нормална парламентарна демократија. Една власт или коалиција е на власт,
други се во опозиција. Која е формулата опозицијата да ја победи власта? Македонија не е демократска држава. Во Македонија е на сцена режим кој што поклопи све, злоупотребува све, се користи со удбашки методи во битка против опозицијата и не само против опозицијата, против граѓанскиот сектор, невладините организации, против секој оној кој што има поинакво мислење, против најлегитимен штрајк во една област, например сега гледаме штрајк на лекарите, ги узурпира синдикатите и стопанските комори и не е воопшто битно, тоа во повеќе наврати сме го говорил. Помалку е битно дали СДСМ ќе победи. Следнава битка нема биде битка за власт на одделни партии. Тука ќе биде дали ќе успееме да ја вратиме државата на базичните принципи на демократијата, слобода, да ја вратиме нормалноста во Република Македонија. Тоа е и причината, основната причина и нема друга, зошто се формираше толку широка опозициона коалиција, која што е шарена меѓу себе, со тешки товари од минатото, со меѓусебни кавги, критики, навреди и така натаму. Меѓутоа, Македонија, за да може да се создаде амбиент, да се води нормална политичка битка, па народот на слободни избори, според волјата на граѓаните, одлучува дали некоја партија од левицата или од десницата ќе биде на власт, да се вратиме на основните начела, за кои што јас се надеа дека 90-та година се изборивме и никогаш повеќе не ќе бидат доведени под прашање, меѓутоа, за жал, денеска се соочуваме со токму таква ситуација. Добро, мислите дека народот тоа не го знае? Не го знае дека ова е недемократска власт, не го знае дека ова власт се служи со удбашки методи, не го знае дека опозицијата нема пари и дека нема медиуми, сето тоа го знае народот. Ма вие не сте политички аналитичар. Вие сте лидер на опозицијата. Се извинам. Тоа што од вас го чекат луѓето е како таа власт, која е удбашка, недемократска, која ги поклопила сите институции, која ги поклопила сите извори на финансирање, која се задолжува, која уништува Македонија и која прави све. Еве да се согласам 100% со вас. Како таа власт да биде поразена, тоа народот го чека од вас. Кога 2009 година вие дојдовте на чело на СДСМ, народот очекуваше дека Бранко Царенковски ќе порази Никола Груевски бидејќи никош не изгубил ни избори. Сега ќе биде многу потешко бидејќи изгубивте 2011 година. Сега ќе биде многу тешко на таа психолошка основа да го мотивирате членството. Затоа прашам, како во март ќе имате еден глас повеќе од Никола Груевски? Тоа е клучното прашање. Со поддршка од народот ќе победиме, без поддршка од народот ќе продолжи да живее во овие околности кои што се диктирани од режимот на Никола Груевски. А се гледате што правите. Сега тоа го ставате на народот, го ставате на сите оние кои не размислуваат ко власта, може би некаде со опозиција. А народот гласа, па граѓаните бираат. Ако на народ му е добро, ако е задоволен, ако луѓето се срекни во каква држава живеат, ако мислат дека све што се случува е правилно, ако работите одат во правилна насока, може би ние сме грешка, може би на сите им е супер. Што е тогаш гола борба на власт од страна на Социјалдемократскиот сојуз? Ако мнозинството граѓани во оваа земја се срекни и задоволни со состојбите во Република Македонија и не сакаат ништо да се промени, сакаат оваа власт да продолжи да владее токму на истиот начин како што тоа го прави до сега. Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија што и да прави, едноставно тоа не може да го демонстрира на избори преку изборниот резултат. И обратно, ако граѓаните, како што вие велите, народот е свесен, ако навистина народот е свесен дека имаме недемократска власт, дека економијата пропаѓа, дека демократијата се гази, дека живеат во страв под притисоци и закани, тогаш со својот глас треба да ја поддржи опозицијата или уште повеќе, ја би рекол, Социјалдемократскиот сојуз и оваа коалиција е само алатка во рацете на овој народ да ја порази оваа власт на Никола Груевски. Ја правите најголемата коалиција во македонската историја. Значи, во таа коалиција влагат партии од крајно лево до крајно десно. Значи, немало во македонската историја поголема коалиција и поконтраверзна коалиција. Меѓутоа коалиција која на некој начин треба да биде парадигма на ДОС во Србија, да биде македонски ДОС. Ја правите таа коалиција, промовирате пред 3 недели. Значи се случи тој голем митинг во центарот на Скопје, 70.000 луѓе на тој митинг во центарот на Скопје. Мала само дигресија. Пред една недела се случи голем митинг на бугарската опозиција. И тамо главните карања и битки се дали имало 10 или 20.000 луѓе, имате 70.000 луѓе. Значи народот на тоа време, на тоа врнежливо време, на тој страф, на таа диктатура доаѓа во Скопје. 70.000 луѓе. И 3 недели ништо. 3 недели никаква акција. 3 недели никаква реакција. Побаравте предвремени избори и на тоа остана. Дали СДСМ има сила да искористи таа енергија на народот, да искористи таа енергија на своето членство и да го натера Никола Груевски на предвремени избори?
Митингот со 70.000 присутни граѓани беше порака до 2 милиона граѓани на оваа земја. Тој митинг беше поважен и позначен не за оние што беа присутни на Скопскиот плоштад, туку за оние што останаа дома, уплашени, стуткани, во страв дека ако се појавија ќе го изгубеа работното место, тие или некој близок од семејството, дека ако излезеа, ако се во бизнисот, некоја инспекција ќе им дојде и ќе им даде некаква драконска казна, дека ќе бидат изложени на тортура, на кривични пријави, на малтретирање. 70.000 луѓе што дојда беа храброста на Македонија. Таа храброст им ја демонстрира, им ја покажа, им ја препорача на 2 милиона граѓани на оваа земја. Ние сме подготвени да работиме и ќе работиме на тоа. Таа храброст од 70.000 луѓе да стане заразна за сите граѓани во оваа земја. Клучниот проблем во оваа земја се уште е стравот. Тој, кога ќе биде победен, другиот ден режимот на Никола Груевски ќе се распадне како кула од карти. Имавте голем митинг пред 10 дена. 70.000 луѓе. Значи, кога се прави одредени политички анализи, се сметаше дека на ВМРО ДПМН нема одговарат предвремени избори оваа есен. Па дури дел од нивните штабови беа отварани, беа чистени, беа закупувани нови штабови. Секогаш кога се прави одредени политички анализи, се сметаше дека на СДСМ му одговара во исто време да има и предвремени, да има и локални избори, бидејќи и со еден трошок, а и целата коалиција која беше правена околу СДСМ многу повеќе одговара за предвремени парламентарни отколку за локални избори, бидејќи првичната идеја, колку што можам да читам ги редови, беше во рамки на таа коалиција да има албански коалиционен партнер и тоа да функционира како македонски ДОС. Кои се можностите кои стојат на располагање на СДСМ? Има ли СДСМ сила да излези и да натерува власт на во исто време се организираат и локални предвремени парламентарни избори? Прво една мала корекција. Значи, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата околу нас беше подготвена за предвремени парламентарни избори во било кој момент. Сметавме дека е логично тие се одржат заедно со локалните избори. И заради трошоците, и заради тоа да не влезе Македонија во 6-месечна перманентна кампања и ништо да не се работи на клучните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Меѓутоа, доколку од страна на власта се искажеше спремност, ние бевме подготвени да одиме и на предвремени парламентарни избори веднаш. Тоа што не се одржа ова есен предвремените парламентарни избори, не говори ништо друго, туку дека Никола Груевски се плаши од предвремени парламентарни избори. Во 2008 година ги распиша и покрај сите сугестии од меѓународната заедница тоа да не го прави, бидејќи беше сигурен дека ќе победи. 2011 година, да бидеме искрени, не ги распиша предвремените парламентарни избори заради големиот притисок кој што беше направен од страна на опозицијата, туку повторно врз основа на математиките дека има шанси да победи на тие избори. Овој пат, токму нивните анализи и истражувања покажуваат дека времето за победи на ВМРО ДПМН помина. Затоа тој не е нити за предвремени парламентарни избори оваа есен, а како што гледаме, после нашето отворено барање да се одржат заедно со локалните избори, нити за парламентарни избори заедно со локалните избори во март. Кои се нашите механизми што стојат на располагање? Значи, битка во парламентот, битка надвор од парламентот, во јавноста, меѓу граѓаните и се разбира онаа битка која што ние не можеме да ја извојуваме. Можеме да ја храбриме, можеме да ја поттикнеме, можеме да ја артикулираме, меѓутоа е пред се битка на самите граѓани, а тоа е дали ослободувајќи се од стравот, кој што владее, евидентно, ќе ги изразат незадоволствата од социјалната состојба во која се наоѓаат. И тоа почна да се случува. До пред 2 години Македонија беше единствена земја во Европа без штрајк, како да сме најбогатата, најстабилната од економски аспект држава. Денеска тоа се случува и погледнете колку е стравот на власта кога со судски одлуки забрануваат штрајкови. Кога се обидуваат на сите начини да прикажат во јавноста дека тоа што се случува не се случува, дека штрајкот на лекарите или издружението Аман се фата моргана и дека не постојат, едноставно на тој начин што нема нивните провладени медиуми да ги проследат или за нив да информираат. Останете со нас, погледнете ги рекламите, почитувани гледачи, се враќаме за 3 до 4 минути. Следува делот од интервјуто со Бранко Црвенковски посветен кој стои за Владо Бучковски и која е крајната намера на Владо Бучковски да ствара одредени тензии и немири во рамки на македонската опозиција. Страста за совршенство не донесе онаму каде што се наоѓаме денес.
Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетен пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Иги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Некаде пред еден месец, Сдружената македонска опозиција на чело со СДСМ и со Бранко Црнековски го направи веројатно најголемиот митинг во последните 5 години на македонската политичка сцена. Некаде околу 70.000 луѓе беа собрани пред еден месец на Скопскиот плоштад. 2 или 3 месеци претходно и Владо Бучковски и целата таа булумента околу Бучковски или одредените провладини сателити смета дека СДСМ нема ниту сила ниту мог да собери толкова количество на луѓе на Скопскиот плоштад и како второ дека СДСМ се плаши од предвремени избори. На таа фрлена ракавица на Бранко Црнековски власта и опозицијата да ги измерат силите идната пролет на предвремени парламентарни избори, еден ден после тој голем митинг одговори Зоран Ставревски или ВМРО ДПМН со одбивање на така фрлената ракавица. Од тогаш па натаму почнува тој процес на некој начин на создавање незадоволство во редовите на македонската опозиција предводена од Владо Бучковски или луѓе кои во јавноста се доживуваат како луѓе на Владо Бучковски. Може ли на таа карта да ви игра Владо Бучковски? Ако само двајца од 40 кои се кандидати за градоначалници, се председатели на општински организации, тогаш логички се претпостави дека кај голем дел од нив, можеби некај 38, барем кај 5 или кај 10, ќе се јави незадоволство, дека не се ниту пратеници, дека не се ниту кандидати за градоначалници. Дали е тоа картата на која Владо Бучковски може да игра или една група околу Владо Бучковски да го искориста тоа незадоволство, евентуално кај овие луѓе кои се председатели на општински организации и на бранот на тоа незадоволство да барат одредени промени во СДСМ? Владо Бучковски не може да игра на ниедна карта. Тој самиот е карта во туѓи раце, односно во раце на актуелната власт и ВМРО ДПМН, кое што во овој период се служи со класични удбашки методи во обид да направи некакво недоразбирање, конфликт, раздор пошироко во опозиционата коалиција и во самиот Социјалдемократски сојуз. Само да подсетам, покрај независните листи кои што се најавуваат за кандидати за градоначалници или советници, во изминатиот период ние сме таргет, значи мета на една невидена црна кампања, каде што се прават обиди во јавноста да се создаде негативна енергија кон самата коалиција со ВМРО Народна, со Обединети за Македонија, со Достоинство, со Либерално-демократската партија. Мене ми е јасно дека ВМРО ДПМН со Мендук Тачи, значи Груевски и ВМРО ДПМН, тоа ќе го прават перманентно. Го правеа во изминативе 5-6 години, и јас сум лично можеби најдиректно посочувани од Сабајле до вечер секој ден. Мислите ќе го прават и со луѓе кои важат за блиски на опозиција, например Бучковски или некои други структури? Па не, они тоа веќе го прават. Јас сакам јасно да кажам дека апсолутно е легитимно. Можеби некому нема му се допадне, можеби некој со тоа нема се согласи. Легитимно е некој член на Социјалдемократскиот сојуз, дури и јавно, да ја критикува политиката на партијата, незината кадровска политика, стратегијата по која што таа функционира и слично. Под еден услов,
ако мотивот за тоа е работите да станат подобри. Меѓутоа, недозволиво е и жестоко ќе се бориме, прво да ја разобличиме таа игра, а второ и да ја поразиме, ако некој тоа го прави од единствени мотиви, затоа што е уценет на еден или на друг начин и мора да одработи, пак ќе речам, удбашко сценарио на актуалната власт. Добро, втор пат го спомнувате удбашко, на првото не ве прекинав, меѓутоа кога веќе два пати го спомнувате, значи сакате да потенцирате. Па затоа што авторот на оваа сценарио не е центарот за комуникации на ВМРО ДПМНЕ. Добро. Туку соодветната служба паралелна или аналогна на УДБА. Ако е УДБА персонификација на силни, мокни тајни служби, ако персонификација на силни, мокни тајни служби во Македонија е Сашо Мјалков, и ако Бучковски се служи, како што велите, со удбашки методи, дали... Не се извинам. Оде маша во удбашките методи на други? Ако е Сашо Мјалков персонификација, дали е Бучковски маша во рацете на Сашо Мјалков? Тоа сакате да кажете? Па јас сакам да кажам, да го кажам следно. Во целиот овој период, кога се отвори оваа тема, јас не слушнав нити од самиот Бучковски, нити од било кој представник на власта едно единствено објаснување. Како му успеа на Владо Бучковски да го замрзни судскиот процес за тенковските делови цела година и пол, да го стави во фиок? Која е таа моќ негова или на неговите адвокати, кој што не им беше позната на адвокатите на Љубе Бошковски или на Велија Рамковски или на десетици и десетици други луѓе кои што и се спротивставија на оваа власт, опозицијно беа поставени и денеска лежат затворски казни. До ден денеска немаме едно елементарно објаснување. Зашто е тоа така? Ние излеговме со кривична пријава против непознат сторител за докажан криминал. Значи не за некаква афера во најава, во назнаки, него за докажан криминал токму од страна на американските правосудни органи, а тоа е дека од страна на Deutsche Telekom во Македонија е направено кривично дело, подкуп, криминал, дека се дадени скоро 5 милиони евра на високи представници на власта за да се оневозможи либерализацијата на телекомуникацијскиот пазар. Во рок од пола саат, ВМРО ДПМНЕ реагира со соопштение, вели ова е внатрешна пресметка со Бучковски. Како тоа непознатиот сторител од нашата кривична пријава за половина час стана познат за владеачката партија? И зошто од моментот кога се обзнани тој криминал, не афера, тој криминал во Македонија, нити обвинителството, нити Министерството за внатрешни работи, нити било која друга државна институција отвори истрага во однос на откривањето на сторителите. Што се крие за тоа? На што се должи тоа? Се должи на тоа што во целата таа афера криминална е вмешана и ВМРО ДПМНЕ-овската фирма Аналитико, или пак и да се заштитат некои луѓе кои што под уцена треба да одработуваат некои сценарија за актуалната власт. Значи, со отварање на таа афера или на тој скандал коруптивен, значи вие одирате на три адреси. Едната е ДУИ и висок функционер на ДУИ, кој во тој период, таа 2005-2006 година, бил министер или вице-премиер или што ли не во владата на Република Македонија, која води Владо Бучковски. Значи, одирате на висок или највисок функционер од македонските политички партии кои се дел во владата, кај што ВМРО велите го препознаа Владо Бучковски, одирате на Аналитико. Дали сметате дека во моментов на политичката сцена постои тој договор помеѓу Бучковски, ВМРО ДПМНЕ и ДУИ околу можни правење проблеми во рамки на македонската опозиција и намалување на резултатот на македонската опозиција на следните локални избори? Значи, да, верувам дека постои таков договор и дека тој договор почнува да се реализира во својата поинтензивна фаза, бидејќи и до сега мислам дека действувањето на Владо Бучковски преку неговите јавно изнесувани ставови може на некој начин да бидат третирани дека се дел од реализацијата на тоа сценарио. Го читавте Бучковски. Значи, по повод оваа афера која се отвара, тој дава две интервјуа, барем до сега, дека ние го снимува нашо интервју. По кој прилика вели вака: не би говорел за тоа прашање, бидејќи тој бил сведок на судењето на некој поранешен директор на Агенцијата за електронски комуникации и така натаму. И второто делче кој го кажува, вели следното: сега се сомневам дека Бранко Царенковски ме има спакувана аферата за тенковски делови
И дека Бранко Црвенковски ми има направено проблематиката или проблемот со НСДП на Тито Петковски, кој ми зема 50.000 гласови на изборите 2006 година и така изгубив јас на тие избори. Че Бучковски сега оди во одредена контраофанзива и вели дека де факто СДСМ и Бранко Црвенковски стоеле зад неговите афери и зад неговиот пораз на изборите 2006 година. Тие тези не се никаква контраофанзива, тоа се глупости. Баш ме интересира на јавна сцена да чујам како тоа јас сум ја наместил аферата Тенковски дело. Како сум успел да го натерам, да ги потпишува документите, да ги донесува одлуките, како тоа јас во времето на ВМРО ДПМН сум го натерал обвинителството да покрене постапка, судството да донесува процеси, да го бркаат 7 до 8 пати во текот на месецот за рочиште, се сеќавате дека од аеродром сака стражарно да го спроведат, а потоа од 5 јуни нааму да не се одржи ни едно или најмногу едно рочиште без било каков ефект. Баш таа научна фантастика, како тоа јас сум му го сместил случајот Тенковски делови, би било интересно да се слушне. Исто толку, колку што би било интересно да се даде дополнително објаснување, која е таа логика? Затоа што тој бил сведок во некој друг процес, сега не може да каже, луѓе, ја немам врска со таа работа. И нека каже Бучковски, јас немам врска. И барам да се истражи, да се отвори постапка, истражна и да се утврди. Некој ги зел парите. 5 милиони евра негде завршиле. Негде завршиле. Кој ги зел парите? Црвенковски. Зошто не оставате Бучковски пратеник 2011 година? Затоа што ја лично сметав, меѓутоа тоа е помалку важно. Затоа што и Централниот одбор и Конгресот сметаше дека Бучковски не треба да биде на листата за пратеници. Од повеќе причини, меѓу другото и да не го носиме неговиот баласт со судските процеси во изборната кампања, меѓу другото и заради тоа, а исто така заради тоа што кога јас го дадов своето образложение зошто јас не треба да бидам на листа за пратеници, нити кандидат за било каква извршна функција од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, сметам дека Владо Бучковски двојно или тројно повеќе од мене треба да го испочитува истото и да не инсистира да биде кандидат нити за пратеник, нити за извршна власт во оваа земја. Бучковски изјавува дека во 3 наврати сте му обетили дека ќе биде пратеник, ве молеше на Конгресот во Александар Палас да го ставите на пратенички листи, бидејќи како што кажуваат луѓето кои присуствувале на тој конгрес, тоа му била единствена шанса и надеж дека нема да биде судски процесуиран за оваа афера со Тенковските делови или за тој судски процес со Тенковските делови. Дали сте му ветели 3 пати на Бучковски и дали Бучковски молеше на Конгресот во Александар Палас да го ставите на пратенички листи? На Бучковски не сум ветел дека ќе биде пратеник, а точно е дека имаше таква изјава на Конгресот од негова страна. Црвенковски. И 2008 година имаше договор Бучковски да не биде пратеник. Тоа беше договорот ниту еден од старите членови да не биде на пратенички листи и по тој договор, колку што мене ме држи сеќавањето, Никола Поповски не беше ставен на пратенички листи, но беше ставен Бучковски од 2008 година. Значи, таа состојба тлее во СДСМ веќе подолго време. Веројатно дел од структурите на СДСМ се сеќаваат како Бучковски правеше одредени проблеми на Конгресот 2006 година. Подоцна правеше партијата или стоеше зад партијата на Лјупчо Ордановски. Подоцна правеше одредени други проблеми на политичка сцена. Тоа значи трае некаде 5 или 6 години се до сега кога вие влагате во една фронтална битка против Владо Бучковски. Значи за 2008 не можам да кажам. Во тоа време бев претседател на државата, ги следев работите онолку колку што имав информации, меѓутоа не бев директно вклучен, не ги знаев односите, не ги знаев аргументите, што било ставено на маса и зошто сепак Владо Бучковски се нашол на листата за пратеници во 2008. Она што можам да го кажам, и е отворено го соопштам пред македонската јавност, во овие 20 години поминав во политиката низ многу работи, има работи со кои што се гордеам, имам направено серија на грешки, кои што јавно ги признавам, жалам заради нив. Кога би морал да рангирам која е една од моите најголеми грешки, тоаш би кажал, јавно би соопштил дека тоа беше одлуката во 2004 да се кандидирам за претседател на државата. Од неколку причини. Прво затоа што огромната доверба која што во 2002 ни ја дадоа граѓаните на Социјалдемократскиот сојуз и мене лично, со самото заминување на претседателска функција на еден начин ја изневерив. Беше одговорно од моја страна тие 4 години да ги одработам и да направам се проблемите да се решаваат и состојбите да се подобрат. Тогаш донесов
проценка дека, бидејќи секогаш има крај на СЕП, а и на моето председателствување со Социјалдемократскиот сојуз, дека е можеби вистинскиот момент да се повлечам, сметајќи дека зад себе имам екипа која што може крајно одговорно и на успешен начин да ја води партијата. Се покажа дека тоа било моја голема грешка и не обвинувам никого. Затоа, дури и во кадровскиот дел, мојата проценка беше дека тука има луѓе, меѓу кои Бучковски, дека можат навистина одговорно, така како што треба да ја водат партијата. Од тогаш тргна Социјалдемократскиот сојуз надолу, од тогаш почнува да се бележат поразите. Социјалдемократскиот сојуз го допре дното, на едни избори дојде до само околу 200-217-18 гласа, со најмал број на пратеници. Меѓутоа, она што е поважно, од тој момент почна раслојувањето, почна она што за СДСМ никогаш не било својствено, а за ВМРО ДПМН секогаш. Прв пат се формира партии кои што произлегува од Социјалдемократскиот сојуз, НСДП, Љупчо Јордановски, Тито Петковски направија партија, почнаа кавгите и расправите. Се разбира, мене би ми било најлесно да кажам дека тоа е одговорност на тие што тогаш ја воделе партијата, меѓутоа не можам да се ослободам од сопствената одговорност и грижа на совест што на таквите има возможни да дојдат на чело на партијата. 2002 година победувате на парламентарните избори со веројатно најголемиот резултат во македонската историја, некаде околу пола милион гласови, ако не го сметаме резултатот на Киро Глигоров на председателските избори 1994 година. 2004 година во првиот круг имате некаде 375 гласови и победувате подоцна без малку исто со пола милион гласови заедно со албанските гласови на вториот круг на гласање. И 2006 година Бучковски ги губи изборите со 218.000 гласови. При тоа во таа коалиција се наоѓаат и Кенан Хасипи, и Иван Стоилковиќ, и партијата на ромите на Неџат Мустафа. Значи, ако не би биле тие, кои била во една сегашна ситуација, Бучковски би имал некаде под 190.000 гласови најмалце. Значи, тоа е историски минимум кој СДСМ го има постигнато во својата историја. Одам ми чокор понатаму. Пред 3 години пред да дојдете во СДСМ правевме одредено интервју кај што вие рековте дека тоа е внатрешен проблем на СДСМ и некаде да разговара. Тоа што ве прашав конкретно, дали Бучковски ви остави, односно која наследивте партијата, ја наследивте со долг од 1,7 милиони евра. Во 2009 година, кога го завршува својот председателски мандат, отстапив од сите мои претходни одлуки. Значи, кога станав председател на државата, имав намера со завршувањето на председателскиот мандат да заврши мојата политичка кариера и да се повлечам. Мислев дека е дојден моментот да се отстапи просторот за други помлади, свежи сили и така натаму. Пред малку говорев за грешката која што направи во 2004 година и всушност мојата одлука да се вратам во Социјалдемократскиот сојуз беше обид. Јас се надевам на крајот и успешен. Тоа што претходно беше растурено или уништено, повторно се воздигне во една силна и моќна партија. Точно е, се врати во партија во која што довербата беше сведена на минимум, партија од која што произлегува други партии, фракции, поделби, кавги, расправи и точно е дека се врати во партија која што имаше огромни наследени долгови. Дали долговите на СДСМ бе 1,7 милиони евра? Не, долговите беа на СДСМ 1,5 милиони евра. Јавна тајна, господин Царенковски, која се говори во политичките кулуари, дека во периодот кога правите примо предавање на власта со Владо Бучковски, тоа е есента 2004 година, ако не се лажам, дека вие му ставате на Владо Бучковски партија која на сметка има 200.000 евра, наследувате партија со 1,5 милиони евра долг и партија која нема никакво влијание во македонските медиуми, партијата која е обвинувана дека губи 6 избори поред, дека кај стигни ВМРО ДПМН на ВТП, дека безмалку сте како братство единство од село Лисиче, и тие порази ви ги припишуваат вас на Бранко Царенковски. Ќе го издржам тоа. Мене ми често пати тоа го слушам, Бранко Царенковски претрпел 6 узастопни порази од ВМРО ДПМН. Тоа е лага, неточно. 2011 година беа првите избори на кои што ова ВМРО ДПМН не победи, начело со Никола Груевски, инаку претходно 98 година тоа беше партија на чие чело стоеше Љупчо Ѓорѓевски. Како што реков пред малку, последната победа на СДСМ е всушност мојата победа на председателските избори 2004 година. Прв пат ми се чини
дека и ВМРО-ДПМНЕ, Владо Бучковски ги гледам збунети. Значи, во изминатите 15 или 20 години, вие покажувавте одредена карактеристика на политичката сцена, тешко да ги решавате или драматично да ги пресекувате политичките ситуации. Без малку, вашите соработници може да прават што сакат, без да бидат санкционирани од вас. За прв пат, може и во последните 15 или 20 години, кога Бранко Цренковски е на македонската политичка сцена, вие така драматично тргнавте против еден од вашите поранешни соработници, тој е Владо Бучковски. Тоа што го гледам кај Бучковски, тоа што го гледам кај ВМРО-ДПМНЕ, прв пат гледам дека се збунети од такој од ваш чекор. Кој да ми чекор понатаму? Значи, кога човек го анализира Бранко Цренковски, тогаш доаѓа од одредени консеквенции кои веројатно ќе ги натера да помисла дека нема да трне така фронтално кон Бучковски. На последните избори 2011 година, од пратениците кои беа избрани од раководството на Радмила Шекеринска, само 4 луѓе не беа на пратеничките листи. Тој е Томе Чинговски, тој е Цаци Грковска, значи две исклучително небитни политички фигури, тој е Никола Ќурчев и тој е Владо Бучковски. Што можев ако сакавте да го ставите Владо Бучковски. Кога се враќате во СДСМ, вие имате случувањето со Демос, кај што една групација која во тој момент беше силна закана за СДСМ. Значи вие успевате од тој Демос, да го повлечете Велија Рамковски, да имате одредени партнерски односи со Велија Рамковски, како заврше тоа е друго прашање. Го приклонувате кон вас Тито Петковски, овој ни змија ни магаре. На крајот пред изборите лани му нудите 4 добитни места на втори места на изборните листи од првата до петата изборна единица. Па и Стево Пендаровски окачувате на бина, иако тој беше со Филип Рикер тама на една трибина на Демос. Радмила Шекеринска, која требаше да е фронтмен на Демос, ја носете, ја правите кандидат за премиер на СДСМ. И сите успевате да ги ставите на купче, единствено Владо Бучковски го тргате настрана. Затоа го оставам конкретно прашање. Дали Владо Бучковски треба да биде против кандидат на Бранко Цренковски на следниот конгрес на СДСМ, кога и да се случи? Тоа е невозможно сценарио, такво нешто не може да се случи и тоа од едни причини поврзани со моите намери и размислувања и од сосема други причини поврзани со позициите на Владо Бучковски. Од кога се вашите сознанија, сомнежи дека Владо Бучковски може соработува со партијата на власт? Во изминатите 3 или 4 недели, барем до мене, доаѓа мноштво на информации дека се гледат Владо Бучковски со некои луѓе од врвот на ВМРО-ДПМНЕ во овие кафичи на улица Ленинова. Тоа е многу поинтензивно после митингот на СДСМ. Од кога се вашите сознанија дека Владо Бучковски е во комуникација со власта и можеби работи за разнебитување на СДСМ? Значи, ја би сакал да се навратиме на фактите. Не на шпекулации, не на тоа кој со кого каде пиел кафе, туку кој што прави. Факт е дека Владо Бучковски добива во целиот изминат период огромен медиумски простор во сите провладни медиуми. Не е битна темата, дали се работи за надворешна политика, внатрешна политика, понекогаш го представуваат како професор на правниот факултет, понекогаш како поранешен премиер, понекогаш како политички аналитичар, меѓутоа вратите на провладните медиуми се отворени за Владо Бучковски, повеќе отколку за целиот опозиционен фронт и сите личности во опозиционен фронт заедно. Втора работа, факт е она што го спомнав и пред малку, дека на еден магичен начин на Владо Бучковски му успеа тоа што на никој критичар на актуелната власт не му успеа во изминатиот период. Судски процес против него за криминал и корупција да го стави во бункер. И никој околу тоа да не се изјаснува, ни обвинителство, ни судство, ни актуелна власт. Тоа се третира дека така треба да остане до некои идни времења. Факт е дека во случајот со Deutsche Telekom, актуелната власт, иако ни своите соопштенија и изјави препознава за кои луѓе се работи, не покренува постапка. Кога сето тоа ќе оставите заедно, да не заборавам, факт е дека во своји интервјуа изјави пред 5-6 месеци Владо Бучковски најавуваше дека на следните локални избори очекува да се појавуваат независни кандидатури за градоначалници и за советници, кои што еве во овој период почнуваат да се појавуваат. Значи, јас се повикувам јавноста да не суди според приказната, ова е политичка пресметка. На крај крајшта, легитимно е во една партија, меѓу партии на политичка сцена и да има политички пресметки. Да не суди дека има нешто лично, ама апсолутно немам ништо лично
против Владо Бучковски. Нити пак причина за сето ова е затоа што тој имал критички ставови или обсервации за однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз во овој период. Клучното прашање е зошто е замрзнат судскиот процес Тенковски делови. Клучното прашање е зошто не се расчистува криминалот со Дојче Телеком. Се дека тоа не се расчисти, приказната дека Владо Бучковски одработува за некој друг не е шпекулација, туку е реално сценарио кое што го гледаме на дело. Дали е точно дека 2005 година, после добивањето на кандидатски статус, кога последен пат на анкетите СДСМ и во водство пред ВМРО ДПМН, му сугерирате на Бучковски дојде на предвремени избори, не ве послушува и влага во процес на продажба не сама? Значи, повторно ќе кажам дека во тоа време бев председател на државата, може да давам сугестии, може да давам своите размислувања, меѓутоа одлуките целосно се донесуваат тука, на Бихачка, од тогашното раководство. Добро, што сугериравте? Му сугериравте ли дојде на Точно е предвремени дека избори? после добивањето на кандидатскиот статус сметав дека веднаш треба да се оди на предвремени парламентарни избори и точно е дека го отворив прашањето дали вреди да се оди со приватизацијата на ЕСМ кон Евана, ако се презема во исто време обврска кон Меѓународниот монетарен фонд дека сите пари што ќе се добијат ќе бидат оставени во девизните резерви. Зошто тогаш Македонија да остане без своето електростопанство? Логиката, според мене, беше, ако веќе се влегува во приватизација, тоа не е спорно, други држави влегува, тие пари веднаш да бидат искористени за инфраструктура повторно во енергетската сфера. Што се случи? Социјалдемократскиот сојуз ја плати политичката цена за приватизацијата на ЕСМ, а од друга страна, топтам парите беа оставени за да новата власт на ВМРО ДПМН ги троши не за хидроелектрани или гасификација, туку да ги троши за споменици, Скопје 2014 и непродуктивни трошоци. Уште тогаш имав такво мислење, тоа го соопштив, одлука да си ја носеа во Социјалдемократскиот сојуз. Ја само едно логично прашање. За негласање во собрањето во Куманово или Советот во Куманово, вие го исклучувате од партијата Виктор Цветковски и го сменувате од член на извршниот одбор на СДСМ. Ако ова е се точно што кажувате за Бучковски, што не го исклучувате од партијата? Таа опција ја исклучувам и сосема реална. Ако овој процес продолжи, епилогот ќе биде токму таков. Имам само уште една дилема или уште една теза или уште едно прашање на оваа тема пред рекламите. Че политиката на Бранко Црвенковски, може би јас би ја правил кој бил на ваше место, не знам, но политиката на Бранко Црвенковски се гледа од страна е направење црно-бела ситуација. Црно-бела ситуација на политички план на односите помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Или си СДСМ или не си СДСМ, или си ВМРО или не си ВМРО. На тој начин вашиот концепт асоцира дека вие посакувате на следните избори, парламентарни или локални, повеќе од 90% од изборите да бидат решени после првиот круг. Значи да нема гласање во втор круг, што ВМРО ДПМН е многу посилен и секојаш може со помош на целата оваа машинерија да направи одредени претумбации на волјата на гласачите. Значи не е битно гласањето туку само како одредена подложка на тезата. Значи ви успеавте тоа што го сакавте веројатно. Тоа ви помогна енормно и Никола Груевски со неговата политика да ја поделите на некој начин Македонија на црна-бела ситуација. Ми се чини дека тоа го правите сега во СДСМ во однос на Владо Бучковски. Го проектирате Владо Бучковски. Сите оние што ќе се залепат за Владо Бучковски, дека ви се потенцијални конкуренти на следниот конгрес. Дали Бранко Црвенковски? Јас гарантирам дека 2017 година, кога ќе правиме интервју, ќе го правиме во истата оваа просторија, и вие ќе бидете лидер на СДСМ. Јас не знам која државна функција ќе имате, а јас ќе видам Васко Ефтов, најдобар новинар во Република Македонија. Значи, тие приказни дека не се кандидирате, ќе се пензионирате, ќе се откажете. Тоа кажувате ги на интервјуи на Алфа и на други телевизии. Моето прашање е, дали го проектирате Владо Бучковски или човек што ќе го поддржи Владо Бучковски за следниот против кандидат на конгресот на СДСМ? Не, нити се проектирам себе си за тој конгрес, уште помалку го проектирам против кандидатот. Веќе реков дека во мојот случај се едни причини и едни размислувања за моите намери во политиката, што се однесува до Владо Бучковски од сосема други причини, од сосема друг карактер, не можам да го видам и да го замислам. Би рекол, не е за кандидат за председател на Социјалдемократскиот сојуз, туку како што тргнал по патот воопшто во редовите на Социјалдемократскиот сојуз.
Многу интересна ова теза која Бранко Црнковски кажа, почитувани гледачи, тоа дека во врвот на СДСМ, тамо некаде есента или благата зима 2005 према 2006 година се правени одредени анализи или се правени одредени размислувања дека е потребно токму тогаш СДСМ и владата на Владо Бучковски дојдат на предвремени парламентарни избори, бидејќи за тогаш за последен пат СДСМ беше на анкетите во ВОС во однос на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа во тој момент Владо Бучковски и булументата на луѓе околу Владо Бучковски не прифаќаат одење на предвремени избори, туку влагат во процес на продажба на ЕСМ на Евана и дури подоцна одење на редовни парламентарни избори. Тука на маса се стават три тези, почитувани гледачи. Како прво, зошто Владо Бучковски одбира да не оди на предвремени парламентарни избори есента 2005 година или благата зима 2006 година и на тие предвремени избори да го порази Никола Груевски, да ја запечати кариерата Никола Груевски, да го испрати Никола Груевски во политичка пензија, туку одбира да го продаде ЕСМ на Евана. Може тоа три пати да поводувате и веројатно одговорот ќе биде почитувани гледачи, дека некој веројатно проценил дека одредените финансиски ефекти од продажбата на ЕСМ на Евана се многу поважно од победата на СДСМ на евентуалните предвремени парламентарни избори. Како второ, ова помене може би да влез во една многу добра политика на македонската опозиција и на СДСМ. СДСМ конечно на јавна сцена да расчисти со сите тие опашки кои се влечат зад неа, за олигархија, за приватизација, па дури за ова приватизација на ЕСМ која се случува некаде на 6 месеци пред парламентарните избори 2006 година. СДСМ ја плаќа политичката цена со губење на тие избори 2006 година. Меѓутоа и ден денес, секогаш кога ќе се јави прашањето на поскапувањето на електричната енергија, секогаш власта покажува со прст кон македонската опозиција и обвинува дека таа е виновна за таа продажба на ЕСМ на Евана. Веројатно СДСМ сега конечно треба да стави ред и да расчисти со сите тие опашки кои се влечат за евентуалното нивно старо владење, да расчисти со олигархијата која е денес безмалку целосно ставена на страна на ВМРО-ДПМН и да расчисти со таа приватизација на ЕСМ, па дури одредените спорни приватизации на ТЕЦ Неготино кои подоцна беа ставени ад акта и на некој начин да покаже дека тоа сегашно кокетирање помеѓу Евана и владата на ВМРО-ДПМН и прави штета на СДСМ и СДСМ треба конечно да каже дека Евана и власта се во коалиција и дека тоа што било направено 2006 година било многу штетно за СДСМ. И третата теза која кажува Бранко Црнковски е дека де факто со тие пари кои биле добиени од продажбата на ЕСМ на Евана, Никола Груевски денес го обработува или го реализира тој проект Скопје 2014 година. Ако Никола Груевски доаѓа на власт во Република Македонија, стапката на задолженост е некаде околу 24%, денес е некаде околу 28%. Меѓутоа кога ги земете 200 милиони евра кои ги доби државата од продажбата на ЕСМ на Евана и ако тие ги ставиме во функција на враќањето на долгот некаде 2006 година кој што го направи Никола Груевски, тогаш почетокот на владење на власта на Никола Груевски изнесуваше долгот надвршен на Република Македонија некаде околу 18%. Односно, ако не беа тие 200 милиони евра кои Владо Бучковски, владата на Владо Бучковски и остави на владата на Никола Груевски со продажбата на ЕСМ на Евана, тогаш денес стапката на задолженост на Република Македонија ќе беше 33 до 35%. Со тие 200 милиони евра кои ги доби државата од продажбата на ЕСМ, Никола Груевски есента 2006 и пролета 2007 година ги врати старите долгови на Република Македонија, ја намали стапката на задолженост некаде на 18% и подоцна влезе во едно офанзивно ново задлажување на Република Македонија. Со тие нови кредити Никола Груевски почна да го реализира проектот Скопје 2014 година и на тој начин СДСМ има барем двојна или тројна штета од таа продажба на ЕСМ на Евана, како прво ги изгуби изборите 2006 година, како второ сите тие опашки ден денес се влечат за СДСМ и како трето со тие пари де факто владата Никола Груевски го реализира проектот Скопје 2014. Мислам дека беше потребно ова објаснување на продажбата на ЕСМ на Евана. Останете со нас, прогледнете ги рекламите, се враќаме за 3 до 4 минути. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје.
60 години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Ноди го Танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Бранко Црвенковски најави дека победа на македонската опозиција на следните парламентарни или на локалните избори ќе биде ако опозиционата коалиција освои барем еден глас повеќе на советничките или на парламентарните листи во однос на коалицијата околу Никола Груевски. Бидејќи на македонската политичка сцена денес, почитувани гледачи, не постојат премногу слободни гласови кои се во оптек. Во таква една ситуација Бранко Црвенковски влезе во процес на окрупнување на здружената македонска опозиција со таа коалиција Пелистер, Љупчо Ѓоргиевски, Андре Женовски и Стојанчо од Достоинство, и на тој начин таа здружена македонска опозиција според резултатите на последните парламентарни избори би требало да тежи некаде околу 430-450 илјади гласови. Меѓутоа во опозицијата претпоставувам дека проценува дека тоа не е доволно, бидејќи власта покажува еден силен капацитет преку одредени малверзации и фалсификување на изборната волја на гласачите да може да го надмини секој резултат што ќе го направи опозицијата. И токму поради тие причини таа здружена македонска опозиција веројатно подава рака према здружената албанска опозиција или према партиите на Мендух Тачи и на Руфи Османи и оттаму да го добие тој квантум на 70 до 100 гласови кои ќе бидат неопходни за една сигурна, ма баш сигурна победа на следните локални или парламентарни избори. Дали тоа ќе биде реализирано и каде се тие причини за растурање на таа коалиција помеѓу Бранко Црвенковски и Мендух Тачи? Вашата платформа е дека треба да освоите на советнички листи еден глас повеќе од коалицијата на ВМРО ДПМН. Според сите математики, да се победи на следните избори треба да се освои некаде 450 до 500 илјади гласови. Како да стигне СДСМ до таа бројка? Која бројка да зависи од излезноста. Јас само ќе ве потсетам дека минатата година коалицијата околу СДСМ освои 370.000 гласа и заедно со коалицијата која што вие новинарите популарно ја нарекувате Пелистер, а сега дел опозиционен фронт, ние го победивме ВМРО. На 5 јуни да настапевме заедно, денеска ВМРО ДПМН ќе беше во опозиција. Сега одиме здружени, не дозволуваме растур на гласовите, ќе го мотивираме гласачкото тело, граѓаните, народот, како да се работи не само за локални избори, туку за референдум, за заминување или останување на оваа власт на чело со Никола Груевски, затоа и велиме дека тоа е референдумско изјаснување. Доколку не успееме да ги предизвикаме предвремените парламентарни избори заедно со локалните, таа победа на локалните избори ќе биде влез со народен легитимитет и поддршка за предвремени парламентарни избори. Мислите дека таа коалиција Пелистер, како што е спомнавте дека и денес тече 70.000 гласови, бидејќи во изминатиот, значи господин Црвенковски, ќе погледнеме да речеме бројките на изборите. Значи ова прашање му го поставивме на Љупчо Ѓоргиевски, сакам и вас да ви го поставам. Значи имавте 370.000 гласови, таму имавте само една српска, една турска, една, ако не се лажам, ромска партија, кои не тежат многу повеќе од овие партии кои се во владата на Никола Груевски. Значи во владата на Никола Груевски има 4 ромски партии и една турска партија која реално го имаше многу засилено рейтингот после доаѓањето на Тајип Ердоган во Македонија, кога го дочека ко Тито и Лазо, го носе по врапчешти така натаму и така натаму. Значи ако ВМРО има 440.000 гласови, ако ги трнеме оние гласови од седмата изборна единица на гробиштата во Бутол која водат Павел Шатев и Никола Клюсев, значи ако ги трнеме ромските и турските гласови, тогаш вие де факто и на изборите 2011 во македонскиот дел и без ова коалиција Пелистер и гласовите на коалицијата Пелистер имавте мнозинство во однос на ВМРО ДПМН. За да бидете сигурен дека ќе победите вас, ви треба барем 10 до 15% повеќе гласови да имате од ВМРО ДПМН, бидејќи толку е капацитетот на власта секогаш да може да манипулира или да ги фалсификува изборните резултати. Дали ви е неопходно да имате една или две албански партии во коалицијата, не на техничко ниво, туку на советнички листи или на парламентарни листи, за да може да бидете сигурен во победа против ВМРО ДПМН? Ние посакуваме и една, две и три албански политички партии да бидат дел од опозициониот фронт
и морам да кажам, не водејќи се пред се од оваа математика или аритметика што вие образлагавте, туку затоа што сакаме да демонстрираме дека овој фронт или ова движење опозиционна Македонија е од мултиетнички карактер. Тоа ни вреди, ни тежи многу повеќе отколку само некој дотур на гласови кој што би се случил со таквото коалиција. Но добро, не се ни гласовите за фрлање. Не се гласовите за фрлање. Не се согласувам, меѓутоа ја кажам дека има уште поважна причина за тоа. Тоа е да се даде или да се создаде мултиетничкиот карактер на опозициониот фронт или на опозиционото движење за поразување на овие погубни политики на актуелната власт. Ние сме отворени за соработка. Бевме отворени и сме и за ДПА, и за Руфи Османи. Никогаш не сме ги затворили вратите нити за соработка со ДУИ, која што е коалиционен партнер со власта. Тоа не значи дека нема да ја критикуваме и жестоко ќе ја критикуваме за сите погрешни политики кои што ги прават заедно со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, кога ги правиме приоритетите, кога сакаме да се определиме што е најважното во овој период за оваа држава и нејзината иднина, тоа е да запре ова погубно владење на овој режим. И кога велите, кога правите проценки која партија тежи повеќе или помалце отколку на парламентарните избори на 5 јуни, ја ви тврдам. ВМРО ДПМН не може да тежи толку. Зашто? Затоа што денес, година и пол дена, после парламентарните избори на 5 јуни, во Македонија се живее уште полошо, уште потешко, уште покатастрофално отколку пред година и пол. Тоа значи дека ќе притиснат уште повеќе со службите, со парите и со пресијата, за да може да го намалат вашиот стат. Но, додиме понато. Мен Духтачи направи коалиција со вас, ја направивте во мотелот или на бензинската пумпа на пола пат помеѓу Скопје и Тетово, пред 1 месец или на само 2 дена пред вашиот голем митинг е растори таа коалиција. Сега го гледам и мен Духтачи и овој села што треба да биде градоначалник или се гледа како градоначалник на Струга, ви повикува дека се спремни да разговарат за таа коалиција. Дали СДСМ е подготвено да преговара повторно со ДПА и со Руфи Османи врз принципите кои ги има прокламирано ДПА, а тоа е дека во сите градови на Западна Македонија вие да го поддржите нивниот кандидат и таа коалиција да биде на техничка основа. Ќе одговорам на ова прашање, меѓутоа вие во самото прашање воспоставивте на теза која што не сакам да остане прескокната. Рековте, тоа што е ВМРО денес послабо отколку пред година и пол, говори дека оваа власт ќе биде спремна уште повеќе да прави притисок, да фалсификува, да подкупува гласови и така натаму. Тоа го прави. Во Ресен го прави, со Бучковски го прави. Точно. Значи, не ја враќам таа теза за да ја оспорувам, туку да ја доаргументирам. Често пати го слушам прашањето, а тоа е како и покрај сите напори на опозицијата и покрај сите лоши состојби во државата, мнозинството граѓани во оваа земја верува дека ВМРО ДПМН пак ќе победи на избори. Значи, ви тврдам не врз основа на интуиција или инстинкт, врз основа на анализи, анкети и истражувања. Дека тоа не е точно. Не верува народот или мнозинството народот дека ВМРО ДПМН е непобедлив. Туку мнозинството од граѓаните веруваат дека на мирни и фер избори оваа власт никогаш нема да ја предаде власта. Дека се спремни на сила, со фалсификат, со крадење, со лажење да ја задржат власта. И тоа уверување кај граѓаните не е без било каква основа. Меѓутоа, што покажуваат и другите примери? Власт која што ја оспорува волјата на народ и со фалсификат и со манипулации сака да остане на власт, трагично завршува. Во тој случај Никола Груевски треба да биде спремен и подготвен дека е можно да изгуби власта од улица, а не на избори. Тоа не е добро за државата, тоа никој не го посакува. Меѓутоа, ако тоа се случи, тоа нема да биде вина на народот или вина на опозицијата, туку ќе биде вина на власта која што сака на киднаперски начин да продолжи да владее со оваа земја. Не ми одговоривте за Струга. Значи, ДПА ја наметна Струга како причина за растурање на коалицијата. Реално, кога ќе погледне, има во Струга има македонски, има албански, но има и торбешки гласови, колку што сега може да се свати од одредените пикантерии кои се изнесот во јавноста, можеби каменот на сопнување
била желбата на партијата на Фијат Цановски да има повторно кандидат за градоначалник на Струга. Тој беше поразен 2009 година на изборите на еден брутален начин, некои велат и со фалсификат на тие избори. Сега се спомна дека неговиот син би можел да биде кандидат за градоначалник на Струга и тоа да биде проблем во комуникацијата со Мендух Тачи. Но од друга страна, па јас и реално ви го поставам прашањето, па малку ли доби Фијат Цановски и Велја Рамковски? 5 пратеника. Па ни Дзинго, ни Борис Стојменов заедно немаат повеќе од 3 пратеника. А тие луѓе денес не тежат на политичката сцена повеќе од 10.000 гласови. Од ДП, се извинам, од ДП излагат спекулациите дека на Фијат Цановски му вете на Струга биќе треба да ја финансира кампањата. Затоа ве прашам, дали има вистина во тоа? На Фијат Цановски ништо не му е ветено до овој момент, уште помалку заради некаква контрауслуга за финансирање на кампањата. Значи, разговор со нас на таа тема не е направен, нити со Фијат Цановски, нити со ДПА. Инаку, аналогијата која што се обидовте да ја наметнете во прашањето, не ви држи. Велја Рамковски може би доби 5 или 4 пратеника, ама редно е, честно е, одговорно да кажеме дека Велја Рамковски со цела фамилија доби 109 години затворска казна заради спротивставување на оваа политика на Никола Груевски. Многумина велат дека ребусот, како ќе биде разрешена ова политичка криза е Али Ахмети. Јас сметам дека клучот како ќе биде решен тој ребус и како ќе биде решена таа политичка криза е Мендух Тачи. Се дека Али Ахмети има висок рейтинг, тој нема ни една причина да излезе од владата Никола Груевски, без разлика какви ќе се оценките на американската администрација, на Филип Гордон и така натаму и така натаму. Без разлика што Хилари Клинтон и високите функционери на американската администрација во мандатот на оваа влада вртат околу Македонија без многу како да е заразена некоја тешка заразна болест. Значи ребусот до кога Али Ахмети ќе остане во оваа влада е Мендух Тачи. Во оној момент кога Мендух Тачи е многу по-успешно ќе ја користи слабата позиција на Али Ахмети во рамки на владата на Никола Груевски, тогаш ќе имаме политичка криза во Република Македонија и тогаш на таа црна-бела ситуација. Знаете, јас не можам да го разберам Мендух Тачи. Се фатил за Струга, а не сваќа дека на таа една црно-бела поделена политичка сцена во Македонија, кај што на една страна е ВМРО ДПМН, а на друга страна била некоја здружена македонско-албанска опозициона структура, тогаш вие де факто го носите Али Ахмети да нема кај да оди, да мора на крај да избира сака лево или сака десно. И во моментот кога Мендух Тачи ќе ја свати тежината на таа своја позиција, тогаш е готово со политичката кариера на Дуина Али Ахмети во владата со Никола Груевски. Не знам ја какви анализи прави и какви одлуки ќе донесе Мендух Тачи, не знам какви анализи прави и какви одлуки ќе донесе Али Ахмети. Меѓутоа, ако веќе го повторувате во неколку наврати изразот ребус на политичката состојба во Македонија, јас тврдам дека решението, ребусот за ова што ни се случува е кај 2 милиони луѓе, граѓани на оваа земја. Се додека огромен процент од тие граѓани, а уште поголем процент од оние што се нарекуваат себе си интелектуална, бизнис елита, медиумска елита, политичка елита, седат дома во папучи и прават вакви анализи за заговори од Вашингтон, од Брисел, од Мала Речица, од Тетово, сметајки дека проблемите ќе се решат сами од себе со некаква комбинација, трик решение, трик сценарио и така натаму, Македонија ќе тони се подолу и подолу, а цената ќе ја плаќаме сите. Што ќе се случува оваа држава одлучуваат 2 милиона луѓе. Ако тие сакаат да се сменат работите ќе се сменат. Режимот на Никола Груевски и режимот на било кој друг диктатор, тоа не може да го спречи. Меѓутоа, ако чекаат дома некој друг да им го реши нивниот проблем, никој нема да им го реши проблемот. Ни Хилари Клинтон од Америка, ни Филе од Брисел, ни Мендух Тачи од Тетово, ни Али Ахмети од Мала Речица. Се работи за нивните животи и нивната спремност да ги направат подобри. Или да наведнат глава, да продолжат да трпат и да живеат во овој жив песок или блато во кој што се наоѓаме и се подлабоко пропаѓаме. Ова беше емисијата во Центар Расун Васко Ефто, почитувани гледачи. Вечерва можевте да го проследите интервјуто со Бранко Црвенковски. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.